Вчерашниот прв ден од пастрамалијадата во Штип привлече 25.000 гости кои изедоа 15.000 пастрамајлии. Во текот на вчерашниот ден имавме околу 25.000 посетители и се изедоа околу 15.000 пастрамајлии. Вториот ден од пастрамалијадата Штип го живее во богата содржина. Програмата започна на малата сцена на шеталиштето, едносмерната со настап на децата од Астибовата градинка. Потем настапија ученици хармоникаши од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов, а потоа градскиот камерен хор Астибо. И се одржа традиционалната трка на келнери, како и брзото јадење на пастрамајлии. Дали беше тежко? Не. Дали ви повторно учествувала? Да. Како беше со ова причање? Имаше равнотежени? Да. Искусен келнер сум јас. Го поздравувам градот Штип за пастрамајадата, што организират. Тоа е добра работа за секој. Иначе јас сум работен во пелагонија инженеринг. Такмичам се, оваа ми е 14-та година, 11 години сум прво место, другите години сум второ место и пожелувам на сите нека ме победе некој ако може. Кои се импресиите на граѓаните од досегашниот тек на манифестацијата? Супер, најдобро. Се е убаво. Честитам на првото место на Илчо Стојков, сопруго мој. Прекрасно, убаво. Што да кажеме друго? Добро. Супер. Мени е многу убаво. Што можам да кажам друго? Многу е убаво што е на едносмерна улица, има простор многу и за народ да се движи, и за столовите и масите да се наместат, многу е убаво. Вечерва во 20 часот и 30 минути на оваа сцена позади мене, големата сцена, ќе настапи големата македонска фолк звезда Јордан Митев, за кого има голем интерес. Вчерашниот настап за мене е од големо значење, прво како интерпретатор и автор на македонска музика, бидејќи македонската музика застанува пред се на голема сцена и пред голема публика, тоа за мене е особено важно. А исто така е важно и за самиот град Штип како манифестација, кај што ете со ова значи е повод да многу луѓе од сите краишта на Македонија дојдат и имаат прилика и да се забавуваат и да слушаат убава музика. Веднаш по него настапува Дупер, па Жаре Бербер и на крај, некаде по полноќ, пастрамалијадата ќе се заокружи со регионалната балканска звезда Петар Грашо. Како на реализацијата на годинашнава пастрамалија гледаат од општината? Организацијата на пастрамалија 2024, односно новиот концепт кој што го предвидовме за оваа година се покажа како погодок. Новиот концепт со дневната мала сцена со шеталиштето на улицата Ванчо Прке и големата сцена која што стартуваше во 19:30 часот беа преполни со народ, во добра атмосфера, се помина во најдобар ред. Значи ќе искористам приликата и вечерва да ги поканам нашите сограѓани да повелат на пастрамалија 2024, да го вкусат штипскиот бренд, штипската пастрамалија и да се забавуваат.